Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училницата на часот по македонски јазик и литература, наменет за учениците од трета година. Да ви се представам. Јас сум Магдалена Сарагинова, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Гимназија Кочо Рацин од Велес. Денес, ученици, треба да ја обработиме наставната единица улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Оваа нова содржина за вас е во склоп на наставната тема Историски развиток на македонскиот јазик. Целите на часот се следниве. Ученикот да ја дефинира кодификацијата и да го определи неговото историско значење. Ученикот да ја поврзува со претходните фази од историскиот развој на македонскиот јазик. Ученикот да разликува кодифициран од некодифициран јазик. Понатаму, ученикот да анализира текстови од првите години на кодификацијата и да ги споредува со македонскиот стандарден, односно литературен јазик. Ученикот да го истакнува и заклучува значењето и улогата на Блаже Конески и на другите македонски лингвисти од овој период во кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Пред да почнеме со содржината на новата наставна единица, да се потсетиме на неколку наставни единици кои ви се работени пред неколку часа. Првото прашање е следно. Што се подразбира под поимот кодификација? Под поимот кодификација се подразбира официјално озаконување на македонскиот литературен јазик и негова употреба во практиката, или пак кодификација е прифаќање и систематизација на јазични правила и закони, односно норми, кои се пропишани во граматиката, речникот и правописот. Второто прашање гласи: кога за првпат е поставено прашањето за македонскиот литературен јазик како службен јазик во Македонија? За првпат прашањето за македонскиот литературен јазик како службен јазик во Македонија е поставено на првото заседание на АСНО, кое било одржано на 2 август 1944 година. Третото прашање е следно. Кога била усвоена македонската азбука? Македонската азбука била усвоена на 5 мај 1945 година. Четвртото прашање. Кога бил усвоен македонскиот правопис? Македонскиот правопис бил усвоен на 7 јуни 1945 година. Петото прашање гласи: кој одиграл најголема улога во кодификацијата на македонскиот литературен јазик? Во кодификацијата на македонскиот литературен јазик најголема улога одиграл Блаже Конески. Ученици, како што веќе спомнавме, најголема улога во кодификацијата на македонскиот јазик одиграл професорот Блаже Конески, кој е роден на 7 декември 1921 година во селото Небрегово, Прилепско, а починал на 19 декември 1993 година во Скопје. Тој ги продолжи и ги оствари принципите поставени од македонистите од 19. век и од Крсте Петков Мисирков.
Мисирков во книгата за македонските работи, која ја објавил во 1903 година во Софија, односно во петата статија, која е наречена Неколку зборои за македонскиот литературен јазик, ги дава своите ставови за формирањето на македонскиот литературен јазик. Кои биле ставовите на Крсте Петков Мисирков, или можеме да речеме кои биле погледите на Крсте Петков Мисирков за македонскиот литературен јазик? Првиот став е следен: за основа да се земат централните македонски говори на линијата Велес, Прилеп, Битола, Охрид. Вториот став на Крсте Мисирков се однесува за правописот. Правописот да биде фонетски, со мали одстапки пред етимологијата. Неговиот правопис е многу близок до денешниот. Третиот став се однесува на лексиката и на зборообразувањето. Крсте Мисирков предлага да се земаат зборови од сите македонски говори и да се создадат нови зборови со живи наставки. Може да го видите овдека и на фотографија. Заслугата на Блаже Конески за кодификацијата на македонскиот литературен јазик е во тоа што ги напишал следниве дела кои се однесуваат на областа јазик. Првото негово дело е правописот на македонскиот јазик. Него го подготвиле Блаже Конески и Крум Тошев. Во 1950 година е отпечатено второто издание на правописот со правописен речник. Ученици, на десната страна ја гледате фотографијата на професорот академик Блаже Конески. Во 1970 година е издаден правописот на македонскиот литературен јазик со правописен речник од авторите Божидар Видоевски, Тодор Димитровски, Кирил Конески, Крум Тошев и Радмила Угринова Скаловска. Повторно, ученици, на вашата десна страна го гледате правописот на македонскиот литературен јазик. Значењето на Конески е уште поголемо, бидејќи од неговиот научен опус произлезе обемната граматика на македонскиот литературен јазик. Оваа граматика е објавена во повеќе изданија, почнувајќи од 1952 година до 1954 година. Оваа обемна граматика е составена од два дела. Во неа се опфатени гласовниот систем, односно лингвистичките дисциплини, фонетика и фонологија. Потоа, акцентирањето, зборовните групи, формите и нивното образување, како и употреба, или по-конкретно лингвистичката наука, морфологија. Ова капитално дело придонесува за зацврстување на лингвистичката терминологија и е основа на современата македонска наука за јазикот. Блаже Конески е и автор на историјата на македонскиот јазик, како и на многу други научни трудови од областа на македонската лингвистика. Ученици, на десната страна имате фотографија на која ги гледате двете дела на Блаже Конески, граматиката на македонскиот литературен јазик и историјата на македонскиот јазик. Блаже Конески е и редактор на речникот на македонскиот литературен јазик, кој е објавен во 3 тома, објавен од 1960 до 1965 година. На фотографијата го гледате речникот од 3 тома. Првиот том е од буквата А до буквата Н.
Вториот том е од буквата О до буквата П и третиот том е од буквата Р до буквата Ш. Од сето ова произлегува дека улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот литературен јазик е огромна. Тој го афирмираше македонскиот литературен јазик во науката за јазикот како рамноправен и општо признат литературен јазик. Денес, во чест на академик Блаже Конески, Филолошкиот факултет во Скопје го носи неговото име. Ученици, за да ја повториме новата наставна единица, ви подготвив неколку прашања на кои очекувам ваши одговори. Па да почнеме со првото прашање. Кој одигра најголема улога во кодификацијата на македонскиот литературен јазик? Најголема улога во кодификацијата на македонскиот литературен јазик одигра академик Блаже Конески. Второто прашање е следно. Кои ставови ги продолжи и ги оствари Блаже Конески? Блаже Конески ги продолжи и ги оствари ставовите поставени од македонистите во 19. век и од Крсте Петков Мисирков. Третото прашање е следно. Кои дела ги создаде Блаже Конески за кодификацијата на македонскиот литературен јазик? Блаже Конески за кодификацијата на македонскиот литературен јазик ги создаде следниве 4 дела. Тоа се правописот на македонскиот литературен јазик со правописен речник. Потоа второто дело, обемната граматика на македонскиот литературен јазик, која веќе спомнавме дека е од 2 дела. Третото дело е речникот на македонскиот литературен јазик и четвртото дело е историјата на македонскиот јазик. Драги ученици, имате задолжение за домашна работа. Напишете есеј од 350 до 500 збора на тема Блаже Конески, кодификатор на македонскиот литературен јазик. Ви благодарам на вниманието.